Сакам малку да поразговараме околу пензионерите. 337.000 пензионери, а во пензискиот фонд имало дупка. Што вие како демократи, дали имате некое решение да се подобри стандардот на пензионерите? Види, 337.000 пензионери, од кои скоро 100.000-97.000 земаат под 15.500 денари, 200.000 пензионери земаат под 24-5.000 денари. Овие пензии не можеш ни пола од месецот да го поминеш. Значи, вие сте правеле анализа некоја што ми знаете овие бројки? Сигурно сум правил, сум зборувал нова тема. Значи, овие пензионери се екстремно сиромашни и никој не води грижа за овие пензионери. Тоа е трагедија невидена. Пола месец, како што кажам, не можете да помините месецо. А каде ви се пари за лекови, каде ви се пари за огрев и така натаму, за облека и се разбира, јас мислам дека пензионерите, бидејќи заслужуваат и тие после 65-66 години и така натаму, би требало малце и да уживаат. А уживањето е да може да бидат туристи некој ден, недела, две, не е битно. Не е само по бајни да ги пуштаме, како што беше политиката на ДПМН во времето на Грујо, демека веќе пуштиме некој ден бесплатно по бајни или да ги лажиме со бесплатни во вторник и петок градски автобуси и така натаму. И на скијање беа. И на скијање, сигурно, точно и за скијање, кој ќе бидеме пензионери. Туку работата е дека ние треба и секојаш велиме демократи за да ги заштитиме пензионерите, како и вработените во Македонија. Мора да се донесе закон за минимална плата. Не да се манипулираат народот, граѓаните. Плата и пензија се извинувам, мислев за двете, значи изборнам. Сега спомнав и вработени, значи минимална пензија, минимална плата. Зошто? Бидејќи кога се донесе минимална пензија и минимална плата, се заштитуваат најсиромашни. Не е онај некој пензионер земал 60, 50, 70. Тој не е проблем, тој ќе преживее и живее добро. Не е проблем некој што зема 1500-2000 евра плата како пратениците уште 15.000 евра годишно патни трошоци. Тие не само што ќе преживеат и многу други работи ќе прават, и плюс некои од нив криминални пратеници крадат и пустошат и се богатат. Туку ние зборуваме за пензионерите, и пак ја речам и за вработените, но сега зборувам за пензионерите. Значи, минимална плата во пензија се извинувам, не смее да биде помала од 30.000 денари. Некој ќе речи, па тие толку, значи, вложувале во тие нивни, кога треба за пензијски фонд да се делува и така натаму и за здравствен фонд, но ние треба да знаеме во Македонија дека никој не може да живее, ни еден пензионер помалце од 30.000 да живее. Пази, со 30.000 пак ќе живееш сиромашно. Сега, повеќето ќе речат експерти, во наводници, па што предлагате, бе луѓе, од каде пари? Па едноставно. Значи, тоа е нашиот предлог. А од каде пари? Кога ќе развиеме на врвна светска економија. Значи, за да можеме ние да го направиме тоа, прво треба власта, владата, собранието, пратениците, советниците, директорите во јавни фирми, министрите и така натаму, да бидат способни луѓе кои ќе инвестираат брзо одма сега, како што кажав што се случува во Америка, со доаѓањето на Трамп и неговите луѓе, како ги менуваат работите ни за непол месец дена, да се инвестира по 2000 милиарди годишно, наредни 10, 15, 20 години во економијата. За наредни 4-5 години ќе можеме да ги исплаќаме овие минимални пензии, се разбира за наредни 4 години, ако почнеме да исплаќаме, нема да бидат 30.000, ќе бидат 40. Значи, без економија, ова све што го зборуваме, нема никогаш да ни успее пензионерите да имаат минимална пензија 30.000, исто нема да имаме врвно здравство, нема да имаме врвно образование, да не зборувам инфраструктура, кој ќе ја чисти животната средина, па за тоа треба пари, милиарди и милиарди евра, за да ние можеме, а не за да можеме овие да ги оствариме во сите наши работи и еден ден да креираме една функционална и правна држава. Замислете само,
Ние цело време зборуваме, пензионерите му даваме 2.500, па ќе му даваме после 6 месеци 2.500, 5.000. Па до тогаш, до дека стигнеме да му даваме 5.000, цените скокнале 30-50%, фактички треба дупло повисока да е пензијата, наместо 15.500, треба да е 30.000. Но, за да ова се го оствариме, додека не почнеме и не го уништиме овој политички криминал, митото, корупцијата, стопанскиот криминал, и не вложуваме по 2 милиарди минимум евра секоја година во капитални проекти, електрани, фабрики, производствени погони, земјоделството, туризмо, инфраструктурата, ние нема никогаш да бидеме држава како треба.